Почитувани, добродојдовте во неделниот магазин Вечера со Слободан Томичеве. Ме радува што можам да споделам една убава вест со вас дека веќе сме доста далеко гледани и споделени. Имајќи факт спомнав дека благодарам на Телеком Србија и Мактел кои не превзема. Значи одиме на цела Централна Европа, одиме во Турција, одиме, мислам, оваа недела и наредната вечер сме во Америка и во Канада, секако и во нашата Скопје, како регионална телевизија. Значи, бројката е доста за респектирање и верам дека вечера ќе биде во тој број, како што спомнав, како и секогаш доста присутна на оваа фреквенција на вистинската телевизија Вистел. Главен топик во овие денови што престојат секако се осмите поред председателски избори и секако престојните парламентарни пакет, имајќи факт што секогаш, милони пак ќе кажам, ова се историски избори да се биде или не македонец по род и државјанство. Бидејќи друго немаме друга алтернативна држава, немаме друго решение. Си имам право да го кажам. Во интерес на времето само да ја навам темата. Нашата тема вечерва почитуване инспирирано од еден настан што ми даде за право, а тоа е избори 2024, плен, трофеј или просперитет за Македонија. Од моје име, од името на мојата и прекрасна екипа, Ивана Гордана, Гора и мојот асистент Кристина Томич и секако мојата маленко Слободан Томич, благодарам што сте со нас. По джингл се враќаме во студиото. Останете со нас. Прекрасна тема, убави гости, викат охриѓаните и стрижаните, кои ќе убави и по дефиниција, да, и убави со тоа што вечера ќе го задржат 100% вашето внимание. Темата, како што реков, избори 2024, плен, трофеј или просперитет за Македонија, ќе ја третирам со господинот Ефтим Клетников, присутен, добро вечер и добродојдовте. Добро вечер. И господинот Љубомир Ѓурчевски, аналитичар по безбедност. Добро вечер и добродојдовте. Добро вечер за гледачите на вашата телевизија. Почитувани, да бидам искрен со двајтата соговорници, фала му на Бога пред се, имам стварно голем број гледаност од ваша страна и верам дека бројката ќе биде надмашена и вечерва. Еве, прашањето е базично. Господо, темата, како што реков, може да ми ја дефинирате ваш агол, како го дефинирате овој настан што не очекуват се изборите, дали е тоа плен, трофеј или просперитет на Македонија? И трите аспекти се врзани. Плен е бидејќи Македонија е плен уште од 1878 од Берлинскиот конгрес, па потоа Ептен од 1913 кога живиот организам македонски крваво се распарчи. Значи плен е на Европа, на Бриселска сега Европа, која еве веќе столетие и по ја ништи Македонија и ја доведе до она што се вели идентитетска гробница во Преспа 2018, а знаете што значи идентитетска смрт. Според сите антрополози, читајте ги во светот, идентитетската смрт е најстрашната смрт од сите видови смрт од човештвото. Оти видите што се случува во Палестина и курдите, со кои се споредуваме, да речеме, курдите ги маваат од сите страни како македонците. Меѓу три држави сите ги колат. Во Палестина гледате што се случи. Западната цивилизација даде зелено светло да се ништи овај народ, иако и праќаат некоја недоволна количина на храна за утре дента да ги убиваат израелците. Вчера дадоа една страшна, потресна снимка на дете 5 годишно што умрело од глад. Значи, можете да замислите додека овие во фотелите во Вашингтон, во Белата куќа, во Брисел, седат комотно, па и во Обединетите нации јадат, пијат, а еден народ се масакрира целосно. Сакам да кажам дека и Македонија има минато низ тој пекол на Палестина. Она поентата ми е, простите, кога одам во аналогии, бидејќи аналогијата е многу помага во таква ситуација. Значи, ќе преживее Палестина трагедијата, како што ја преживеа и евреите после Хитлер, па дури и држава
основа, сега што таман и друг, заборавија на Хитлер и еве сега прават поголеми злосторци од Хитлер. Ќе преживеат и курдите, може и држава, но никој нема да им го оспорува идентитетот, дека се тие курди, дека се тие палестинци. А ние сме мртви, се додека не го вратиме името кое ни е грабнато од оваа цивилизација разбойничка, ние остануваме де факто мртовци во Европа и Европа такви не сака, како идентитетски мртовци, бидејќи нашиот идентитет го подарува на друг. Ќе збориме таа тема. Така е тоа, трофеј. Ако сакате трофеј, ние сме сега трофеј, пак на Западот. Ние сме, овака можем директно да кажем, трофеј на албанците. Кај нас. Со се што се случува. Тој после господинот Љубомир Ѓурчевски веројатно повеќе знае да е говорил темата, а триумф треба да се триумфира сега. Треба да го вратиме суверенитетот кај нас е на ниво на Хирошима. Тотално столчен и разнебитен. Значи, мора сега опозицијата кога ќе дојде, а сигурно ќе дојде, прво што ќе се зафати да го крене суверенитетот и достоинството на овој народ. Тоа е трофејот според мене. Ако ми дозволите, дека сепак ќе додадам, апропо пошто зборуваме за актуелни случувања и избидувања, големите сили, што ги спомнувавме во емисијата на почетокот, не им е сеедно за бибињата някој неговата иницијатива околу војната во Израел, бидејќи ставија, не му дадоа максимална подршка, имајќи факт дека сепак се големи политики и дека израелците нема да ја добијат таа подршка во вистински смисла зборот, како што бибињата някој е рекол палестинците. Значи се вратиме на таа тема. Господин Ѓурчевски, вие? Видете, јас во цело се согласувам со ова што го кажа колегата Клетников, затоа што имаме една состојба каде што интересите на големите сили се неспорни од секој пат, уште од 1878 и порано, може би уште пред тоа, реал политиката, но викаме секогаш тие интереси на големите сили го ставаат во подредена улога националниот идентитет, националните достигнувања, културата, развојот и така натака, доколку нивните разузнавачки интереси, нивните податоци зборуваат дека една одредена националност треба да биде елиминирана, тргната и така натака, и затоа се тргнуваат во таа насока да се оди со етногеноциди и така натака. Македонија, ние ако сакаме да зборуваме отворено, ние мора да ја спомниме покрај 1913, мора да ја спомниме 1948 година, кога дефинитивно со граѓанската војна врз македонската популација во тој регион е извршено не само етничко чистење, него класичен геноцид со примена на недозволени борбени средства, односно напалм бомби и така натака, и затоа ние сега се ставаме во ситуација кога согласно меѓународното право треба таа окупација на некого да му ја признаеме и тие територии една за секогаш да ги заборавиме. Тоа се случува и во Преспанскиот договор, каде што ние дефинитивно се откажуваме од било што македонско во егејскиот дел на Република Македонија, па дури ние прифаќаме некој нов идентитет визави она што на Грција и се остапува целокупното македонско историско право, значи комплетно, генерално. Па ако сакате, јас во една прилика малку ќе се вратам на една моја ужас специјалност, тоа е организираниот криминал, каде што имам пишувано за артефактите и организираните криминални групи, затоа што вие во делот на трговијата со артефакти никаде нема да најдите монети или било што, Бугарија, Србија, Албанија или било кој, ќе најдете само Македонија. Најстарите се од Македонија. И затоа мора да ја нема, според големите сили и според тие интереси, мора да ја нема Македонија, за да нема правен наследник, за да нема кој да ги побарува тие богатства, брендот, тие богатства, тоа се огромни богатства со огромна историја. Изгора на тоа, уште ако се вратиме на ова, дека сега на некого, на што викаме албанската популација и нивните интереси за проширување на Балканот, односно за завземање на други територии, туѓи територии освојување, тоа е она што вие во најавата го кажавте, значи што е понудата на маса. Што е понудата, нели, викаме, они сакаат да се прошират и да освојат нови територии, зашто? Затоа што големите сили сакаат оваа територија да не биде на етникум
него нас како македонци да не елиминираат, а да биде дадена на контрола на грците, на бугарите, на албанците и така натака и така натака. Што е протекторат, што сме... Па не сме протекторат доколку не го вратиме идентитетот. Камо среќа да сме протекторат. Да, камо среќа. Не сме протекторат ако го изгубиме идентитетот. А факт е дека ние го изгубивме идентитетот. Мислам, не знам дали ќе се сложи професорот со мене, дека ние со Преспанскиот договор и ова што е направено со Бугарскиот договор, особено оние протоколи, пазете, еве, јас само малку ќе искарикирам, извинете ме, професор, извинете ме, господине, тој ми ќе искарикирам една состојба. Ако јас, како човек кој што го следи организираниот криминал, напишам и објавам труд во кој што ќе кажам дека татарска организирана криминална банда се занимаваат со трговија со луксузни возила кои што ги градит по Западна Европа. Тоа бугарите мене според тие протоколи ќе ми го забранат, не смеам да го објавам. Ама јас не сум нарекол татарска, они самите криминалци се нарекле татарска за да се препознаваат, нели? Како што викаме организирани криминални групи, Бела Ноца, не знам, Коза Ностра, не знам ваква, не знам таква мафија и така натака и така натака. Затоа кога зборувам за тој идентитет со тие протоколи, вие пазете еден уметник за да издадите еден учебник, мора да добиете согласност од Бугарија. Еден филм да се снимат. Па ајде да ги видаме, еве. Телма да ја видам, да го дадит трето полувреме, филмот. Да. А во контекст на тоа, ако може да ми дозволите, денеска сме 29 март, така. Пред 2 дена беше 27 март, ја во една прилика, кој им беше министерот Маневски и го спомнал викам денот, овој ден на предавството на Цветковиќ и Маджар, како одвојка, во 41-а капитулација подпиша, значи голе пак од Кукурат, и кореспондира, викам, за двојката Заев, Димитров, кој го подпиша Преспанскиот договор. Кога видовме Димитров, покажа резигнираност дека бил изигран народна забелешка. И ако ми дозволите, господин Заев беше повеќе пати спомнат, па се стиши ситуацијата, велам, дали треба да се заборави ваков лик? Ако ми дозволите, почитувани мојата режија, јас би одел со тој прилог, каде што има една компилација кој вели како Заев се однесувал во делот на Заев околу промената на името и ред по ред. Така, дојде на власт, може ли да даде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држе памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Лажеш, злато, лажеш, душо. Јас сум лично против промена на устав заради химна, знаме, грб или слично. Секој трет изманипулиран или неинформиран граѓанин прашува на вистина ли ќе се плаќаат казни од 4000 до 5000 евра ако детето не ми учи албански. Тоа е будалаштина. Никој не се прашува. Дали не треба да се казни кога само на албански јазик некаде беа објавени одредени институции? Колку ли е страшна таа програма за која што преговарате со 80% тоа што разговарав во овие средби, јас и Ахмети и нашите работни групи, знаете што беше? Како ќе враќаме парите назад? Да се манипулира народ под превезот дека се воведе двојазичност. 33 општини плюс градот Скопје се двојазични. И ВМРО и треба на Македонија, но мора да се растерети. Секој има да оди. Ма било цвет и СДС. Има да има закон што ќе важи еднакво за сите. Лажеш, злато, лажеш, душо. Лажеш, вештице. The PRESP agreement this summer, and I need to tell you that I personally took it. I would only advise to be as short as possible. Лажеш, злато, лажеш, душо. Тоа сте тука од Сабајле и знаете веројатно што се случува. Се прават обид да се обезбеди мнозинството. Тоа е. Лажеш, злато, лажеш, душо.
Нашиот влог во компромисот е дефинирање на прецизирано македонско име за нашата држава. Име кое е достоинствено и географски прецизно. Република Северна Македонија, со превод на сите јазици. Лажеш, злато, лажеш, душо. Законот за јазиците е уставен и представува сериозен придонес во концептот за градење на едно општество за сите. Премиерот Заев во видеообраќање кое попладнево го лиферуваше неговиот кабинет, вели дека токму за овој концепт мнозинството граѓани и дале поддршка на неговата влада на последните избори, испраќајќи порака дека никој не може да биде над уставот. Овој закон е сериозен придонес во градењето на концептот едно општество за сите граѓани. Ова наша и европска вредност ја доби поддршката од мнозинството граѓани на последните парламентарни избори, но и на локалните избори. Дај да не се лажеме, налажи ме, не сум дете повеќе. Имам покачување јас, со 8.000 и пензија сум. 20 години имам стаж. Тогаш ни избркаа 2002 од Нова Македонија и нема, тие, мислам, стажот не ни го плаќале, ништо не ни даде. Чекавме до пензија. А ова најавено покачување? Ништо, нема ништо. Какво покачување, бе? Господо, еве, го имавме можност да го слушнеме, да го видиме оваа компилација, бидејќи, да, замерувам и во медиумите, и на аналитичарите кои викаат за 3 дена секој чудо Македонија се заборава. Дали треба Зоран Заев да се заборави? Имајќи факт според јавното мислење, неговиот наследник, или така да речеме октруиран администратор, кој вели дека бил на харвардски студент, а некој вика, велат па, ги прошета само кондурите, ништо повеќе. Дали ние требаме, и само ово вели дека Ковачевски е на привременна работа во СДСМ. Дали треба да се заборават ликот кој ставил параф без правото на народ? Да. Ние Македонски манифест основавме морален суд, бидејќи другите судови не работат кај нас, така да првата пресуда ја изреклавме за македонските квислинзи, велепредавници Заев и Димитров, втората за историската комисија со Бугарија, третата сега ја планираме за рускоска и кацарска, кои затворија невини луѓе и направија правно злосторство, ако можем така да го дефинирам. Прашањето е парадокс, не води кон еден парадокс историски, во смисла на Заев, бидејќи историјата за жал некогаш повеќе ги памти злосторниците отколку добродетелите. Има една епизода таква која е карактеристична, например, во антиката најубавиот храм, според многу што бил посветен на Артемида во Мала Азија, Херострат го запалил до темел. И сега историјата го помти Херострат, а не го помти неговиот архитект и уметниците, да речеме. Тоа е парадоксот и Заев и Димитров и таквите како нив, за жал, ќе бидат помтени, веројатно по зло. Иначе за Заев јас пишував еден есеј кој го објавив поодамна во Нова Македонија во неколку продолженија како колумна и каде правев една психоаналитичка компарација меѓу него и Хитлер. Со таа разлика што му дадов многу повеќе поени на Хитлер, без разлика на злото што го направи низ светот, да, бидејќи Хитлер кон својот народ беше патриот и го подигна во елан витал до небото, до облаците, му даде енергија, му даде, го фрли во екстаза. За жал, од нашиот кој не фрли во гробница со овај двајцата што подпиша. Мислам дека е тоа злосторство, некако каравангелис, некако коте од рулја. Тоа е злосторство најголемо во целокупната македонска историја, колку што постои таа, во сведоштво според Библијата од пред неколку милиони до денес. Зошто? Затоа што тие двајца луѓе, кои ги употреби Западот перверзно, пилатовски, за да си ги испере рацете, да рече, еве, вие си извршивте евтаназија од ваши
и ги употреби нив како гробарски лопати за македонскиот идентитет. Злосторство невидено. И они се шетаат со мотори низ Грција, со ова низ таму кај не продадава, со ништо не им фали. Нити некој ги суди за злосторство, за велепредавство, тоа уништија цел еден народ. Еве, сега гледаме дека ние вадиме по смртници, тоа не се живи документи, лични карти, возачка дозвола. Тоа е трагедија на еден, така да тоа е, тие луѓе можат само со злосторство да се врзат и јас сум христијан и не е добро да се кажува тоа најавно, но сум за проштевање, и Исус и кога го распнува, вика прости им, не знаат што прават. Ама, видете, Исус повторно, ако го распнува, немаше така да реагира. И он вели, ако те удрат по едниот образ, сврти го и другиот. И теолозите тоа здраво за готово го третираат догматски. Ама он остава некои прашања, он е шифра. Он не кажал, ако те удрат пак по другиот образ, што да правиш. Не е точно. Ние се сеќаваме на една сцена негова, каде што ги изфрла најжестоко овие фарисеите од храмот, трговците. Така, башка во Апокалипсата, најжестоката книга во Библијата. Библијата завршува со војна, Армагедон. Јас го викам Армакедон. Не е случаен допирот. Таму низ устата на Исус излегува меч со две острици. Значи, он не е само љубов, он е и револуционер, он што го кријат теолозите. Он бара битка за правдата. И затоа јас мислам, многу пати ме имат прашувано на телевизија како вас, така, кој е спасот за Македонија? Јас изнесувам две тези, сега кои ќе ги повторам. Првиот е голема светска катастрофа, или барем европска. Пазите, Европа е толку глупава, што ние се буткаме кај неа и некритички имаме адорација. Она си предизвика две светски војни, самата заради лакомост, заради капитал. И сега е пак ја предизвикува од прилика Третата светска војна. Знаеш, која веќе ни е во почеток на само. Значи, така да Европа ќе заглави длабоко и овие кај нас се нејзини пиуни, ама по една линија на правење на злосторство. Значи, ние сме во идентитетска смрт сега. И пак да повторам, антрополозите велат дека е тоа најстрашната смрт што може да го да. Значи, ние сега, со новата власт, кога ќе да... Прво што треба да направи, ако сака да добие авторитет кај народот, е да го постави на маса идентитетското прашање, враќање на името, и тоа итно. Еве им се нуди сјајниот наш професор Игор Јанев од Белград, они не сакаат да чујат. Не. Нема да им прости народот ако не го стават на... Не смеат комотно да владеат, без да ги отвараат раните на Македонија, на македонци. Благодарам многу. Само во контекст на ова што го кажа професорот Клетников, значи новата идната власт, без разлика кој ќе ја формират, мора да спроведи најзаконити истраги во делот на докажување на кривични дела против уставното уредување на Република Македонија, затоа што од овие изјави што имавме можност да ги слушниме на господинот Заев и сите околу него и сите оние кои што подпишаа, според мене, како човек кој што долго работел на истрагите, на кривичното право и така натака, на постапките, значи имаме кршење на неколку членови од главата 28, посебно подпишување на капитулација, тоа е првиот дел во делот на Преспанскиот договор, во делот на Бугарскиот договор, понатака имаме признавање на окупација, понатака имаме доведување на Република Македонија во подчинета состојба према други странски држави и други странски организации. Тоа се кривични дела за кои што е предвидена казна најмалку 5 години до животен затвор, затоа што тие се сите кривични дела кои што се од главата против уставното уредување на државата, затоа што па тие спротивно на закон, без никакви докази, поведоа постапка за уставобранителите и да ги судат за тероризам, што е спротивно на се, додворувајќи се на ова што го коментираше професорот, затоа реков во контекст на во контекст на ова што го кажа професорот Клетников, дека не можеме ние со една поданичка политика да си го уништуваме сопственото.
собствениот идентитет, собствениот народ и така натака, а при тоа да нема. И од тука идната влада во првата година од нивното владење е должна да спроведе најзаконити истраги и постапки за се, затоа што згора на тоа имаме и одлука на Државна изборна комисија, званичен орган кој што викат референдумот е неуспешен, ама бил консултативен, без разлика. Тука се заврши постапката. И Заев призна дека не успе. Така, и сега вие одеднаш кога имате една таква состојба со одлука на Државна изборна комисија на званичен државен орган, вие одите против се и го рушите уставното уредување на државата, она што викаме нова Хирошима, го нарушувате суверенитетот и унитарноста на државата во целата оваа постапка со еден куп противуставни закони кои што се донесени во овој период, за да овозможите окупација, едноставно окупација. Ние сме пониско од протекторат. До таа мера јас ги разбирам интересите на големите сили и тие не се спорни, но големите сили мора да ги разбират и нашите интереси, нашите црвени линии, што е за нас битно како македонци. Дека сакаме држава со собствено уредување, со собствена економија, ние сакаме да соработуваме со сите. Апсолутно. Не викаме дека не сакаме да соработуваме и научно, и образовно, и здравствено, и културно. Не можеме сами. Не можеме сами да ние не се залагаме, ниту ние, ниту македонски, никој не се залагаме. Ние се залагаме за тоа што некој сакат нас да не обезличи. Интентот да го наруши и што го направи. Тоа интересно, господине. Визете, господине Ѓурчевски, само една овака интермецо во контекстот, ама ако сме мали, големите сили имаат интерес да не уништат, като што гледам, идентитетски. Значи не мора и да немаме храброст, да сме кукавици, да немаме достоинство. Како им рече Вучич на Ескобар и другите тамо, што му дојдоа 5-6, како горили да го плашат. Колку пати уште сакајте, бомбардирајте не, НАТО нема да го признаеме Косово. А кај нас НАТО и оружено и логистички ги поддржуваше терористите во 2001 година и ние се буткавме најкукавички во НАТО. Па и сега за време на изборите во контекст на темата, професор, што добивме со НАТО? Јас 100 пати сум рекол дека е тоа најголема терористичка организација во светот. Еве го и во Палестина сега индиректно. Еве, не се кријат веќе дека Украина е нивен проект и така натаму. Темата на нашите изборите што ги проистувате што апсолутно. Интересно е што еден од фундаментите на СДСМ-то е Бранко Црвенковски, што опозит на неговите подизведувачи, така е општо констатација, е неекспертска народна дека и Заев е аболициран премиер од Бранко Црвенковски, а насаден политикант од народот, велам, е Ковачевски, кој треба да имплементира една дефинирана стратегија. Господин Црвенковски вели една добра изјава даде дека немојте, ќе парафразирам, да не се занесувате, нема шанси да се инкорпорирате во Европска унија, ма каква 2030 и се тоа. Ја би предложил, бидејќи овој магазин, додам со еден ТВ избор да видиме што вели Бранко Црвенковски апропо неговите подизведувачи како се однесуваат во просторот. Одиме со прилогот. Ето ова го говорам затоа што сметам дека во креирањето на нашите политики во однос на евроинтеграциите мора да го имаме во предвид и поширокиот контекст, а не се да се сведува само на проблемот со Бугарија. Фактите говорат дека интеграциите во однос на целиот регион на Западен Балкан се во застој со повремени мали исчекори. Според мене, барем во овој момент, не постои простор за некаков поголем оптимизам ниту за наредниве неколку години. Во ваква ситуација на статус кво кој Европската Унија и Западен Балкан градат односи само на ниво наветување, без видлив напредок во процесот на пристапување, Црвенковски предлага иницијатива за пристап до заедничкиот пазар и до европските фондови, но не како замена за полноправно членство, туку само како преодна фаза. Тој очекува оваа иницијатива да ја прифатат и останатите земји од регионот и со неа да настапат пред ЕУ. Се разбира дека нема никаква гаранција, ниту дека сите земји од регионот ќе се согласат и ќе застанат за една ваква идеја, ниту пак доколку тоа се постигне дека Европската Унија ќе ја прифати и ќе дојде до нејзина реализација. Но ако не се обидеме, никогаш нема да дознаеме каков би бил исходот. На крајот на криштата,
нема што да изгубиме. Екс-председателот иницијативата ја промовираше пред Советот на амбасадори на дебата посветена на регионалното поврзување и пристапување кон ЕУ. Интересни се вакви дебати, но да подсетам и дебатата на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов, кој се одвише, да, некои реагираат зашто толку доцна кажа господинот Ѓорѓе Иванов за продажба на името, беше спомнат околу 150 милиони евра, па некои аналитичари спомнат дека во тоа време снема од грчкото министерство околу 120 министерство за надворешни работи, околу 120 милиони евра. Значи, како што гледаме, тука имаме некој бизнис. Да биде интересно, јас гледам дека албанската политичка провиниенција, да речем тој корпус, максимално се интегрира за се албанско обединување. А од таа страна, и ќе завршам со ова констатација, Бујан Османи во една прилика рече на прашање, што мислите ако сите македонци се обединат? Османи категорично, тоа е опасно, не сме да дојде до таква интеграција. Но, имаме една добра ситуација во која македонскиот народ сака да се ја врати, како што рековте, државата, институциите и породи по државество, рековме македонци. Имаме политичка партија која исто се појави на политичката сцена, тоа е ЗНАМ, предводено од Максим Димитриевски, кој дава надеж заедно со ВМРО, кој е апсолутен победник на избори, да го стои тоа. Што мислите, господа, дали може да се случи тоа што народот го посакува? Видете, јас често пати се извинувам, професоре. Значи, јас често пати во моите настапи, по јавни настапи во медиумите, укажувам на потребата дека е дојдено време за спас на Македонија со се македонско обединување, значи се што е опозиционо настроено, затоа што сега е шансата како да си ја вратиме државата назад со сите незини атрибути. Што е честно, нормално, домаќински. Да, со сите незини атрибути, значи на сите незини во сите незини области, затоа што де факто во последниве 7 години Македонија ја урнисавме по сите основи. Сакате образовно, здравствено, социјално, безбедносно и така натака. Значи, затоа кажувам дека е дојдено време и јас често пати ги повикувам сите опозиционо настроени граѓани дека е дојдено време да се гласат против оваа ненародна власт. Значи, против ова ненародна власт за сите. И најголемата трагедија јас ја гледам во тоа што опозициона партија која што се декларира дека е опозициона, мислам на левица, кога оди против опозиција, тоа никаде го нема во правните системи. Значи, секаде во светот опозицијата има единствена цел како да ја победи на демократски начин власта. Ова е, изборите е единствено демократско средство каде што треба да се победи оваа ненародна власт и после тоа да се седни со целокупниот кадровски човечки потенцијал и така натака со сите знаења да се седни и да се прави концептот, односно да се врати суверенитетот, дигнитетот, суверенитетот на образованието, на здравството, да се равчисти со криминалот и корупцијата, кој што се рак. Да, во контекст да го спомнеме и актуелниот председател на државата, кој е во трка за председател, тој без пардон сака да се случи уставните извини, бидејќи тоа е нашето решение. Можеме ли одиме со изјавата на Стево Пендаровски? Значи, ние во моментов, за жал, немаме национален консензус да продолжиме кон Европската Унија. Прва не пречка, него прва обврска во таа смисла е промената на Уставот. Тука треба да се покаже дали си за Европската Унија или не си. Затоа што содржината на преговарачката рамка ни е позната. Конкретното барање да ги внесеме бугарите како дел од народ во преамбулата е позната. Ако имаме 6 делови од други народи кои живеат, плюс македонците, што е спорно? Како македонската држава ја рушиме ако внесеме уште бугари, хрвати, црногорци, можеби евреи и така натаму и така натаму. Од аспект на она што го слушам, мислам дека позициите се на главните опозициони партии толку вкопани во таа партиска реторика од која очекуваат веројатно успех на следните избори, затоа не ја напуштаат, што навистина не гледам простор, никаков маневарски простор дека можам тука да помогнем. Ставовите се такви, имате заверени изјави кај нотар дека ни на сон нема да подпишуваат промена на Устав. Тоа е убаво што кога човек има конзистентен став, што е опозиционниот лидер Мицкоски, кој скажа non пасаран за уставите за бугарскиот диктат, тоа е француски модел. Ќе видиме.
Не, тоа е можноста, нека е на тест во секој случај. На моци се познaju юнаци, на дело ќе го види. Меѓутоа, кој е коментарот што господин Пендаровски кој даде збор дека нема да бара втор мандат, не сакал втор мандат, но пак ќе речем желбата се биде прв човек. Сака 100 мандати. Да. Повелете. Да, право за СДСМ да се надополнам со господинот Ѓурчевски. Јас имам кажано, не знам дали сега кажав, 100 пати имам и повторено и на телевизија, имам пишувано во моите колумни дека од 2016 до ова 23 година, четврта, тие направија Хирошима, идентитетска, социјална, образовна, здравствена Хирошима, институционална, од Македонија, и тоа е големо злосторство од Заев до Ковачевски и Стилахот. Не ги опфаќам тука албанците, бидејќи за судбината македонска, за жал, македонците се виновни. Кукавици, предавници, за жал. Тоа може да се докаже. Тоа е тоа. И јас дури сум ги повикувал да им објаснам зашто е нацифашистичка партија. Затоа што да го ликвидираш ти идентитетски најстрашната смрт на еден народ, собствениот народ, кој го презема улогата сега Ковачевски, ја дополнува улогата на Заев со француската рамка, тоа е нацифашизам. Бетер од германскиот, пазите, објаснив малку. Сега за Пендаровски. Мислам дека он треба да му е срам и во огледало да се погледне после тоа од како рече дека златната фигура на нашиот идентитет, златниот историски, мемориски знак од поново време, па ако сакате, може да го врземе и со Александар Македонски и Гоце Делчев. Тој кажа дека тој е бугарин. Знаете што ќе му се стореше на министерот на Франција, да речеме, за надворешни работи, ако изјавеше дека, например, Черчил е француз. Ќе го врзеа во вречи и во Сенат ќе го врлеа. Значи, он да имаше некој мал кредибилитет, морален, веднаш ќе си поднесеше оставка после тоа. Меѓутоа, еве, он сака сега пак да биде убаво му е на вилата на вода. Да. Прекрасно, јас сум бил, има убав мозаик, таму се сум видел. И значи, прво со прифаќањето на француската рамка, односно менување на уставот. Јас имам една теза дека е тоа глупост, што вели Крлежа, и глупост е метафизичка рамка, и ќе си дозволам да кажам дека секој е глупав кој инсистира на тоа. Значи, глупав е Пендаровски, глупав е Ковачевски, ќе објаснам зашто, дека не ми се лутат. Глупав е Макрон, глупав е Брисел, глупав е Вашингтон. Зашто? Затоа што е тоа глупаво. Како може вие да ставите во устав едно и минорно малцинство договор, нека е тако, кој не ти признава ни историја, ни дека си жив, ни меморија, ни се, и ти имаш притиск. Па тоа е глупаво, тоа е нонсенс, тоа нема основна елементарна, затоа се глупави сите. И ако некој ги внесе, ако случајно се осмели опозицијата со некои лукави игри, демек малку ќе дополниме, малку ќе преговориме. Тоа не сме да се случи кај една хиена што те толчела во историјата, не само едно столетие, многу повеќе, да ги, значи, тоа може да се каже за овој човек, кој, за жал, еден мој колега, писател, академик, го оцени како висок интелектуалец, а посебна вредност му придаде дека Божим не се занимавал со бајките на минатото. А без минато нема еден народ. Што вели Елиот? Сегашност е многу минато и малци иднина. Без меморијата, затоа повтеа кон идентитетски геноцид на македонците. Затоа што имаат богата меморија, културно. Има двајца американски автори, едниот се вика Робинсон, другиот заборавив сега. Значи имаат во нивната историја на Хелените, или како беше објавена и во Њу Јорк, 50-тите години од минатиот век, каде викаат дека Македонија е првата држава во Европа. Не Атина, не Спарта и така натаму. И по незин урнекс е остварена и модерната либерал-капиталистичка држава
Сега зата. Кој беше коментар за опонентот на... Впрочем и папата призна дека христијанството во Европа извира од Македонија. Значи, пазите, тоа е огромно признание за Македонија. Знаете зошто? Оти апостол Павле, како пишува во дела апостолски Лука, он тргнал, бидејќи Исус им вели, јас ве праќам не во манастири да тихувате. Меѓу волци ве праќам. Значи, Исус бива револуционер, не му е откриена револуционерната димензија. И првиот анархист, како што вели мојот син Филип, и првиот анархист во најубавата смисла во историјата. И они се распрснуваат, апостол Павле случајно тргнува на оно. Сака да негде да застане, но се јавува Светиот Дух, вели не тука, не се за тука. После сакаат со Сила и Тимотеј негде во Витанија, во Мала Азија да влезат. Не ни тук, се додека во Троада не го среќава македонецот, е во Македонија. И зашто во Македонија избрал Господа? Затоа што македонскиот концепт бил не етноцентричен како римскиот, туку космополитски. Најблизок до Божјата љубов. Македонците први го укинуваат робството во светот. Александар ја градат универзалната држава врз база на тотална демократија и љубов, и затоа христијанството од овде се шири низ Европа. Русија имат покрстено, нашите овие од Охридска и така натаму. Да, првиот цар Владимир е крстен во Света Софија. Да, па има жена македонка, ова една од повеќето жени. Да се вратиме на темата. Што мислите за опонентот на господинот Пендаровски, еден од фаворитите, Горана Силјановска, професор? Вака, значи, јас во еден медиум искоментирав неколку работи на безбедносен аспект, нели на мојата област, на безбедносен аспект околу изјави на господјата Гордана Силјановска, каде што она заради враќање точно на нарушување на сите овие состојби кои што досега ги коментираме со професорот, значи каде што кажува дека јас често ќе го свикувам Советот за национална безбедност, за мене е кризна состојба и нарушување на состојбите во образованието, нарушување на состојбите во здравството, нарушување на состојбите во културата, во уметноста и така натака, сето она што е идентитетско. Викат, со тоа она го враќат, не останува да биде англиска кралица, председателот него, веќе суштински се прошират ингеренциите. Да, суштински се динамична. Да, динамично и ги наметнуваат проблемите, ги отварат проблемите пред извршната власт, која што е должна после тоа одредени заклучоци од Советот за национална безбедност да ги спроведи. Вие видите она што и преđe професорот го спомна околу ставовите на Република Србија, па Република Србија веднаш штом се случи терористичкиот акт во Москва, веднаш го свика Советот за национална безбедност. Што е домачински и домачински затоа што е безбедносен ризик и безбедносна закана за целиот регион. Тоа не значи дека утре и ние нема да бидеме жртва. Јас никој пат нема да се сложам со фактот дека ние со тоа што сме станале членка на НАТО, нас ни е гарантирана безбедност. И да спиме мирно. Да, се окей. Тоа е едната страна од кованицата. На другата страна од кованицата вие станувате легитимна воена цел на сите противници на НАТО. Биде сте членка сте на НАТО и опасност. Да, и опасност за тие други независни држави и вакви. Кои се против. Значи тоа е една теза која што јас постојано ја да ми затоа викам, секој пат кованицата има две страни, на едната страна и на другата страна што се наоѓа. Дали можете само да ми дозволите, бидејќи Ковачевски го дефиниравте како профил, еве да видиме Ковачевски како продолжува, односно кој му е аманетот од неговиот колега Зоран Заев, како ќе функционира. Одиме со тајзи. Каде ќе се обиде да обструира, но вие како најодговорен, како премиер, не може само да лоцирате премиере проблеми. Зошто не нудите решение? Сега ќе ви одговорам. Гледам дека вие цело време поставувате прашања во исти тон и начин на поставување, и тоа е добро. И тоа е, тоа е добро. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. Не постои ниту можност, ниту политичка волја, ниту начин било кој друг од надвор да биде вклучен во овој процес. Јас сметам дека се работи за изјава на министерот за надворешни работи на Бугарија, која што можеби и не е дадена во вистински контекст, меѓутоа сите заинтересирани страни ќе можат да го следат тој процес преку медиумите, бидејќи и медиумите ќе бидат вклучени во самиот процес, бидејќи јас кажав, процесот ќе започне во
комисија во стручна комисија во Министерството за правда, во која што ќе бидат повикани експерти, веќе се повикани и политичките партии да делегираат своји представници, и потоа ќе оди на расправа пред академската заедница, невладините организации, пред бизнис заедницата, медиумите, и преку вас ќе можат сите да се информираат, меѓутоа одлучувањето и целата работа е исклучиво во надлежност на нашите институции и нашата држава. Го дадовме неслучено неговиот суфлер, односно раководител, секој случај Али Ахмети, и ова изјава апропо шверцерскиот начин на носењето на тој диктат, бугарски диктат или француски модел, кој беше тргнат од народот, од јавност, од медиумите. Што ќе додадете? Може, господин Душевски? Само една кратка реченица на тоа. Трагикомично е во оваа држава што многу информации од јавен карактер под плаштот на класифицирани информации со ознака строго доверливо државна тајна и така натака се сокриваат од јавноста, иако станува збор за информации од јавен карактер. Што сакам да кажам, значи сите оние информации поврзани со бугарскиот договор, со договорот со Република Бугарија, требаше да бидат информации од јавен карактер, транспарентно и достапни на сите граѓани, на сите организации, секој да каже соодветни мислења, затоа што ние имавме на ситуација каде што протоколот до ден денеска, тоа е класифицирана информација, никој точно не знаеме што содржи. А спомна, сега јавно каже. Сега, и вие не можете да имате некоја определба дека такви луѓе треба да ја водат Република Македонија, затоа што тие во последниве 7 години не однесоа во бездна. Сега е прашање ние да се вратиме од бездната, од смртта. И затоа не случајно и јас и многу други интелектуалци и професорот. Колку е тоа, господине Клетников, со оглед дека збориме дека овие историски избори, да, се земам заправо како еден дел од една бројка, еден број да речам од електоратот на Македонија, кој за себе мислам дека сум човек кој можам да направам јавно мислење врз основа на фактичката ситуација, го слушајќи го гласот на народот. Дали треба народот да излезе што повеќе помасоно нови избори и да го даде својот глас за фактичката ситуација. Дали сака да живее во киндапирана држава, девалвирана, девастирана држава или држава со сите нишани како една демократска држава? Да, апсолутно, да излезат сите во масовна бројка и пред се да се обединат македонците. Крајно време е, црвено светло е. Нема повеќе време. Оти ова власт, како што реков, нацифашистичка од 16 до 23-та, 4-та, направи идентитетска, социјална, секако вид Хирошима, гурна суверенитетот до крај, кој знае дали сега треба како птицата Феникс од пепелта да се креваме ние. Пеплосани сме. За француската рамка или бугарскиот договор. Значи, западните сили кои не турка кон идентитетска смрт со помош на нашите балкански предатори, нивните балкански предатори, сега Грција и Бугарија, ископаа една гробница идентитетска за нас, тоа беше Преспа. Таа ми е мала, сега копаат и бугарска гробница за нас. Зошто? Затоа што со таа гробница ние одсекоа меморијата од античка Македонија до некаде новата епоха по Христос, а сега до 10 векот прилика цар Самуил, Кирил и Методи, така, а сега, значи, бидејќи и таа меморија е огромна, е македонска, сагаат неа да ја потаманат со бугарите, значи, ние да бидеме нација, ново измислена нација на Тито или така. Тезата која еве, за жал ја прифачи и Брисели. Мене ме јаде Јан за сега има од Америка, некои велат дува ветерона декларација на Вашингтон. Еве, јас разговарав и со мојот пријател, се консултирав, Ристо Никоски, да проверам, дали не. Значи, тоа е исто, значи, безусловно и налагаат на Европа да ги прими македонците без никакви додатни услови. Значи, ова да се... Па после и нема што да се очекува, со тоа е крај. Меѓутоа, без билатерални прашања. Во контекст на тоа, ако ми дозволите, само ја молам. Бидејќи господот Мицковски беше на партијата, една средна конференција во Бугареш на Народната партија, каде што во дадена ситуација пред неколку недели и првиот човек за Балкан, господина Дорис Пак, јавно упати критики до оваа власт,
дека треба се замене, дека ништо не стори околу борбата со криминалот, корупцијата и она што беше... До зајакна. И конечно да видиме како господинот Мицкоски што изјави на самитот во Букурешт. На националните. Да. Единствената цел им е да ја кодошат опозицијата овде во Брисел и да бараат од луѓето од Брисел да вршеле притисок врз ВМРО ДПМН да прифати договор кој што нити го преговарала, нити учествувала во него, а предупредила дека нема намера да го прифати. А нашата порака е јасна, дека ВМРО ДПМН нема да прифати никаков договор кој што ќе биде под бугарски диктат. Тоа е основната и суштинската порака која што овде во Брисел ја пренесовме, ќе продолжиме да ја пренесуваме, а која што се темели на нашите факти и аргументи. Јасно и гласно, видите, јас ниту сум некој портпарол на Мицкоски, ниту ни на партија, реков, мојата партија се вика Македонија. Но, како партиципент во изборниот процес, кој што треба да гласам, ја немам друг избор. Мислам за иднината на моите деца, моите внуци. И каде ќе живеат тие после мене. И сакам да бидат во една нормална демократска држава. Со ваков начин, кај што го слушаме, Али Ахмети упорно вели мора да дојде до промена на уставот, имајќи факт дека се повеќе укрупнува таа муслиманска ергела, како да ја речем, гласачка потенција, и со една цел, бидејќи, тука ми се најдно прашање, морам вас да ве прашам двајцата, никој не одговара на прашање, де факто, па и да јуре, богаде, дека Македонија стана една исламска држава. Имаме еден збориш, една ситуација, никој што ме заборам, еден експерт од Брисел дојде на тогашната телевизија која се згасна, А1 час спомнам, вика, луѓе, пријатели македонци, водите сметка, зелената трансферзала минува кај вас и дефинитивно ќе биде овој калифат. Ја гледам, никој не говори на таа тема. Не, дозволете, јас на таа тема имам често пати зборувано, затоа што ако некој сака да зборува за зелената трансферзала, која што ја форсира Западот и Брисел, е онаа карта од 1911 година, односно последните години од владењето на Османлиското царство, нели, која што се продолжуваат преку Косово, Санџак и завршуваат во Сараево, каде што во Сараево јасно е определена австро-унгарската граница со границата на муслиманската империја, нели, тамо градбите се една до друга залепени, кој бил во Сараево, тоа многу добро го приметуваат пред почетокот на чаршијата и така натака. Зошто ова го кажувам, дека да јас често пати ова го коментирам и оттука го коментирам и во насока дека тоа посебно важи за Албанија, за Босна и Херцеговина и за Косово, дека ниту една муслиманска држава нема да стане членка на Европска унија, истото што и се случува на Република Турција, која што од 1980 година 30 години. Да, ма како 40-45 години води преговори. Сега да се вратам на тоа што е целта овде. Целта е на големите сили изгледат овде да го рехабилитираат организираниот криминал на од светски размери, за да им поминуваат сите оние криминогени действија со транзитните патишта на дрогата, посебно на дрогата, посебно трговијата со човечки органи, која што ни доаѓаат и од Исток, и од Афганистан, и од арапскиот свет и така натака, понатака да го апострофираат, да создадат ситуации на складирање на одредени количества на дрога, на опиуми, недозволената трговија со огнено оружје, каде што и перењето на пари, она што викаме, ако некој мисли дека Швајцарија и Луксембург се најбогати заради производство на часовници и чоколади, е во голема заблуда. Тие се богати заради легализацијата на парите од криминогените приноси. И оттука овие избори се клучни. Она што цело време го коментираме со професорот и го кажуваме, значи овде пленот е Република Македонија, на која што треба да и се дадити таква димензија, муслиманска димензија, ако земите во обзир дека ние сме држава во која што мнозинскиот народ не го признават сопствениот попис
Ме разбирате? Затоа што тој попис беше наметнат, тој попис беше обтуриран и така натака, и тој попис не ги дава точните резултати врз основа на кој што може... Дали треба да се направи ревизија на тој попис? Све треба да се направи ревизија, затоа тоа го зборувам, затоа што не дава точни резултати за да вие можете да креирате политики, ниту образовни, ниту здравствени, ниту безбедносни, ниту никакви политики не можете, ниту социјални политики, ништо не можете да креирате. Не останува околу 4 минути, ја ќе ве замолам, само најкратко морам да го пуштиме Девид Гир, кој криминалот не може никој да го суспендира. Пого можам да осенам ако ми дадете за право дека меѓународна заедница веќе ги пушта по вода ова октрирана девастирачка коалиција. Прашање е што друго ти инсталират. Немојте, знаете, едните сторители на кривични дела да ги заменам со други сторители на кривични дела. И да им оводи, тоа не сме да се случи. И затоа овде зборуваме, и јас и професорот цело време зборуваме и инсистираме на се македонско обединување. Одиме со Девид Гир, да видиме само најкратко, ве молам, и веднаш после вклучите ја изјавата на госпоѓата Агилер за црната листа и влагаме у финал. Ве молам. Во согласност со стандардните процедури и со стандардната практика, ние не коментираме во врска со одлуки кои што се донесени од страна на ОЛАФ. Тоа е телото на Европската Унија за истражување на измами. Исто така, од другата страна, кога веќе го кажав тоа, ние се разбира дека очекуваме од страна на Националната агенција за Erasmus+, тука во Република Северна Македонија, да продолжи да ги испорачува и да ги исполнува сите препораки кои што се дадени од страна на ОЛАФ. Се разбира дека ние продолжуваме да имаме доверба во самата работа на самата агенција, Националната агенција за Erasmus+, што значи дека остануваме убедени дека количеството на финансиски средства кои што се определени за Erasmus+ нема да се намалува. Напротив, ние сме среќни да споделуваме со вас дека програмата Erasmus+ ќе остане да се имплементира, од која што ќе имат придобивка младите, учениците, студентите и универзитетите во вашата земја. I can promise you that there are other individuals who are being whose cases are being processed now in Washington. I don't want to speculate on when those will be released, but I promise you this was not the last name. What about speculations regarding Zoran Zaev? Because we were talking. Yes, we were. Yes. I can confirm. It was him. And? We were. He? And you tell us, I mean, you're the lady. He was mentioned in one of the documents. He was. Mentioned. He in terms of the business person in Montenegro. What Zaev are we talking about now? Sorry? About which Zaev are we talking about? Zoran or some other Zaev? Look, I'm not going to. Again, I'm not going to give you any information about who's being considered. We did note, and I did note, that who you do business with can affect you and can affect your family. Да, почитувани, тоа беше Девид Гири и господјата Агелер, кои дада оценки. Првата е денешна, а претходната е апропо црната листа, која веќе стана се почесто Македонија, и беше спомнато дека во финалето на изборите ќе следат уште звучни имиња. Да не предицираме, со оглед дека спомна нешто госпоѓата Агилер, дали ќе има некаква завршница околу тоа. Господо, веќе е финале. Кои би се вашите оценки, имајќи факт дека ако може само најкратко? Прво Девид Гир, мислам дека е позитивна личност и дека ја засака Македонија и македонците. Тоа е неспорно. Он на прославата на НАТО кажа дека Македонија сака Европа. Јас му напишав едно отворено писмо кое ќе излезе како колумна со наслов Македонија не ја сака, Европа не ја сака Македонија и македонците. Што се однесува до Агелер, господјата Агелер од Калето, не знам, не сум сигурен дали таа го признава македонскиот суверенитет, по нашто го поздрави Џафери, нашиот премиер на техничката влада на албански јазик, дали знае она кој е државен јазик, кој е на официјален јазик. Ова помалку не тера и на ова асоциација со Ескобар, кој каже дека во Македонија живеат албанци и православно население, така да они мислат дека ако сме мали, сме и глупави, но не сме.
ги разбираме. Во контекст на ова, јас сакам само да искоментирам изјавата на господјата Агелер, каде што станува збор за црната листа, каде што јас од она што се случуваат, односно она што е обврска на органите за прогон во Република Македонија, дека треба по пат на меѓународна правна помош да ги повараат сите тие основани сомненија поради кои што одредени лица се наоѓаат на тие црни листи, за да се може овде во Република Македонија врз основа на тие докази да се отпочнат истраги, затоа што они за мене се само основани сомненија кои што они ги презентираат и кажуваат поради тие причини Ѓурчевски и Љубомир се наоѓаат на црната листа, но домицилното кривично законодавство треба да завршите работа. Треба да законот за рестриктивни мерки, рестриктивни, ама не, тој закон за рестриктивни мерки надвор, ова е согласно закон, постоечките закони. Затоа постои институции кои треба да се да ги имаме по пат на меѓународна правна помош. Нашето Министерство за правда после една ваква изјава на амбасадор е должно веднаш да ги побара тие податоци. Зошто Ѓурчевски или Томич или било кој е осомничен и ставен на црната листа? Затоа што тие кога некого го ставаат на црна листа даваат и одредени. Меѓутоа тие се многу информирани, многу македонци работат за тие структури и така. Видите, тоа е друго прашање. На пример, во некоја друга емисија ќе го коментираме тој интерес на разузнавачките служби и зошто одредени луѓе се дрзнуваат да соработуваат со тие разузнавачки служби визави домашниот интерес. И затоа на ними можеме да им лепиме други етикети и да кажуваме личниот го стават априори. Да, и затоа ќе зборуваме за велепредавство, затоа ќе многу е речам. Господине Томич, затоа зборуваме за велепредавство, за потпишување на капитулација, за омаловажување на Република Македонија визави други странски држави и така натака, каде што одговорноста тие лица треба доживотно да се во затвор. Тие не треба да се на слобода. Да, и ќе почнам повтори изјавата на господин Иванов што спомна дека името беше продадено за 150 милиони евра. Бидете ми живи и здрави и посакувам добро здравје на двајцата. Со оглед дека сте големи фајтери во секој случај. Ви благодариме на поканата. Че си задоволство, почитувани. Еве, заврши ова неделно издание на магазинот. Ви посакувам добро здравје. Се гледаме во вторник во дневната доза на Гласа на народот. Пријатен вечер. Да ве поздравам мојата екипа Ивана, Гордана, Горан и мојот асистент Кристина Томич. Пријатен вечер.